Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Истрагата за Кочани се проширува. Одредени мерки на предпазливост за 6 полициски службеници, поврзани со дела околу лиценцата за пулс. За Кочани повторно да оживее ќе треба многу време. Многу тешко, треба многу време да помине, меѓутоа тоа не се заборавува. Сите се разочарани, тешко е. Пукнали тиквата во Вреди, не го исклучивме. Таравари се само исклучи. Меджити го повика членството на Алијансата да остане во коалицијата. Не е веќе тајна дека постојат преговори меѓу господинот Таравари и господинот Ахмети. Судењето одложено. Адвокатот на Палевски бил болен. Ако се повтори, судијата ќе постави бранител по службена должност. Одбраната на Видевски бара реконструкција или нова истрага. Трговците во малопродажба од петок ќе треба да ги објават јавно цените на производите. Досега не е стигната ниту една реакција, вели Дурмиши. Нашите очекувања се дека со ова мерка во наредниот период дополнително ќе има намалување на цените. Во првиот јавен говор откако ја напушти Белата куќа, Бајден удри по администрацијата на Трамп. Во истрагата поврзана со трагедијата во Кочани, уапсени се уште 6 полициски службеници, од кои еден е недостапен. Тие се сомничат за дела поврзани со лиценцата на дискотеката Пулс и за 6. Судот веќе одредил мерки на предпазливост. За ова Михајло Видимливски. Уште 5 веќе пензионирани полициски службеници и началници, како еден разрешен командир од полициските станици во Штип и Кочани, се уапсени како дел од истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. По еден пензионеран штипски началник се уште се трага. Тие се осомничени дека без да извршат проверки од 2012 до 2022 година ги издале и подпишале согласностите со кои кабарето Пулс добило лиценца за работа без да ги исполни условите. Пријавените како службени лица овозможиле правното лице Класик ДМ да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре Пулс во Кочани на начин што не постапиле според прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна проверка пред да биде издадена позитивна согласност за издавање на лиценца за кабаре, со што предизвикале опасност за животот и телото на луѓето, на место каде што се собираат поголем број на луѓе. Дека издадена наредба за приведување на 7 лица со полициски овластувања, државниот обвинител Коцевски откри синоќа во телевизиско гостување. Но МВР ги демантираше наводите, објавени на некои портали, дека тоа ја компромитирало акцијата и било причина за тоа што поеден од осомничените се уште се трага. Со последната кривична пријава на МВР, опфатени се и тројца поранешни полициски началници, кои веќе се во притвор со уште 4 други службеници што беа уапсени во првата акција. Тие се думина се во притвор, а за ново апсените се бараат само мерки на предпазливост. Со ова бројот на осомничените за трагедијата во Кочани надмина 60 лица, а од обвинителството вела дека се прибираат докази. Објектот се уште е обезбеден, а по наредба на обвинител на лице место се преземаат и дополнителни дејствија со цел темелна проверка и согледување на сите околности при пожарот. Се издаваат барања за дополнителни проверки, анализи и наредби за вештачења, а до овој момент за потребите на постапката се издадени наредби за анализа на податоци од преку 70 мобилни телефони и 30 на десктоп и лаптоп компјутери. Како е можно после 30 дена од трагедијата да се бара вина само кај оние полициски службеници за периодот од 2012 до 2022 година, а не за актуелните началници и службеници на МВР, кои биле директно одговорни за безбедноста на граѓаните, кобната ног на 16 март? Реагираат од СДСМ. Зошто началникот на Крим полицијата во Кочани, Томо Донев, не е меѓу приведените? Зошто ниту началничката на МВР Кочани, Марија Цветкова,
Цветковска Маневска не е помеѓу опфатените. Како е можно ниту началникот на СВР Штип, ниту пак началникот за крим полицијата во Штип исто така да не се опфатени со истрагата. Ова е понижување на правдата и селективна заштита на функционери блиски до Тошковски и ДПМН. Стои во реакцијата на СДСМ, во која уште еднаш барат оставка од министерот Тошковски. Незаконските притвори за трагедијата во Кочани се срам за правосудниот систем и уште еден доказ за селективната правда, која станува алатка на политичка пресметка, реагираат од ДУИ. Држете ги одговорните, а не невините. Секој одложување на вистинската правда е соучесништво. Ке дојде денот кога правдата ќе побара име и презиме, велат меѓу другото од ДУИ. Помина еден месец од кобниот 16 март, кога се случи трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Во досега неголемата трагедија во земјава загинаа 61 лице, а 20 се во критична состојба. Потребно е многу време за градот одново да оживее, велат кочанчани. Таму денеска беше Маја Стојановска. Тишината и длабоката тага инатаму се најприсутни низ кочанските улици. Еден месец по најголемата трагедија од осамостојувањето на земјава. Пожарот во дискотеката Пулс овде во Кочани, кој однесе 61 живот. Граѓаните со кои што поразговарвме овде се прашуваат дали нивниот град некогаш ќе биде ист како порано. Порачаа ваква трагедија никогаш да не се повтори. Велат се задоволни од стартот на истрагата, но како што кажав не треба да се заборави што се случило, па порачаа таа да продолжи со ист интензитет. Ова е опомена на луѓето што се вработени во такви сектори да си ја вршат работа како што треба, разбираш, на време да си ја вршат работа. Има истрага во моментов токму за овој случај од надлежните, па како сте задоволни досега? Дали е добро или може да се направи нешто повеќе? Абе треба да се направи подобро, па сега ќе чекаме за подобро. Тоа е што е било, помина веќе, што да правиме. Не е поминало, ама така ќе е. Тагата има да биде присутна све нова генерација додека не израсне толкова генерација да стане толкова голема, па овие деца ги забравиме што ги загубиме. Ова е сега моментално хаос. Без управа, без полиција. Полицијата не спие по парковето, не дежура дека дежура. Све живо и диво се дешава. Нема зборови со кои може да се опише таа огромна трагедија. Тоа ќе биде свој виден мементо за еден незаборав. Да има една разврска, објективна, да нема тука селективен однос и на тој начин ќе се врати, прво ќе биде задоволена правдата. Денеска е првиот работен ден на новиот веде-градоначалник на Кочани Венко Крстевски, кој што утрово е одржа и неговата прва пресконференција. На не информираше дека едно од првите негови одлуки е да се донираат 3 милиони денари на Црвениот крст, односно на сите оние лица кои што биле засегнати од пожарот. Меѓутоа тоа алармираше и за самата состојба во која што ја затекнал општината, која што ја нарече хаотична. Крстевски вели затекнал јавно комунално предпријатие во милионски долгови, а она што најмногу го загрижува е тоа што има огромен недостаток на човечки ресурси во пожарната во Кочани. Па така, ако се потребни минимум 32 пожарникари, во моментов во Кочани има само 16. Тој дополнително алармираше и за други состојби во општината. Никогаш нема и не смее да се заборави. Ова е трагедија од светски карактер. Ситуацијата е трагична, а патија владее на секој чекор. Можете да се прошетете по меѓународот, ќе го забележите истото. Ние имаме должност спрема настраданите да ги менјаме работите на подобро. Доколку оваа трагедија не ги разбуди сите институции во државата и драстично да се променат работите на подобро, сметам дека се е залудно. По несреќата следеа и законски измени кои ги изгласа собранието, со кои што се забрани употреба на пиротехнички средства во затворени простори, а дополнително се дуплираше и казната за сите оние кои нема да го почитуваат тоа. Исто така следеа интензивни инспекцијски надзори на сите дискотеки, клубови и кабареа низ земјата, кои што резултираа со тоа најголем дел од нив да останат затворени. Од Министерството за економија соопштија дека од 23 објекти кои имаат активна лиценца, кај 17 биле утврдени неправилности
неправилности. Од нив на 9 им е веќе одземена лиценцата, а на 8 им е оставен простор да ги отстранат недостатоците, а за тоа време тие ќе останат привремено затворени. Вечерта починаа 59 лица, но за жал потоа бројката се искачи на 61 лице, откако починаа уште 2 лица кои што се лекуваа во Литванија. Исто така имаше и 193 повредени лица, од кои 57 се уште хоспитализирани, 47 се лекуваат во странство, а 2 остануваат во критична состојба. Стручна комисија ќе ги истражува сомнежите околу ангиографската сала и недостигот на стентови. Таму е одлучено пациентот конзервативно да се третира. Таравари се самоисклучи, изјави попладне во посредбата на коалициските партнери Изет Меджити. Тој тврди дека Таравари имал средби со ахмети и олигарси, а целта била разединување на вреди. Таравари синоќа одлучи Алијанса на локалните избори да настапи со посебни советнички листи. За ова Јарен Сивоска. Не го исклучивме Таравари од вреди, тој се самоисклучи. Коалицијата ќе настапи заеднички на претстојните локални избори, но без Алијанса за албанците на Арбен Таравари, одлучија коалициските партнери Меджити, Касами и Ибраими на вореден состанок, откако неговата партија Алијанса за албанците синоќа одлучи на изборите да излезат со нивни советнички листи. Изет Меджити на пресконференција посредбата го обвини Таравари за тајна соработка со ДУИ за разединување на коалицијата. Не го исклучивме, туку се самоисклучи. Коалицијата Влен одамна го забележа тоа, дека постојат преговори меѓу господинот Таравари и господинот Ахмети, со вмешаност на одредени личности од олигархијата. Овие преговори се водат веќе неколку месеци. Уште пред да ја објави господин Таравари својата одлука спротивно на остатокот од партнерите на Влен за начинот на учество на изборите. Јасно дека овие преговори имале за цел разединување на коалицијата за промени и враќање од клиничка смрт на Демократската унија за интеграција. Колкава била цената на оваа операција и дали вредело сето тоа, ќе се дознае многу брзо. Како сето ова ќе се одрази врз функционирањето на владината коалиција и дали лидерите на вреди ќе бараат од премиерот Мицкоски повлекување на Таравари од министерското место, Меджити не одговори конкретно, но посочи дека за тоа допрва ќе одлучуваат. Тоа во суштина значи дека проблемот се внесува и во владата, бидејќи господинот Таравари сега веќе не знае кои ставови, дали е против корупција или да ги брани тие корумпираните, дали е за промени или за враќање на старото. Вие имате изјава од господинот Таравари дека има понуда од Влен 35%-40% во полза на Алијанса на албанците. Значи и тоа не му беше доволно. Исцрпните преговори со месеци, значи и покрај тоа што се абсолвира сите политички аргументи и беше фаворизирана уште еднаш на Алијанса на албанците. Таравари пак и натаму се смета за дел од вреди, но и денеска ја потврди одлуката да одат со посебни советнички листи, зашто останатите лидери според него биле информирани уште од лани. Како ќе настапат за кандидати за градоначалници се уште нема одлука. Ваквиот потек на неговата партија не го гледа како причина ниту да ја напуштат владата, а остава отворена врата за соработка и со опонентското крило на села, доколку сакаат да се вратат во неговата партија. Овој мој став е од минатата година од август, дека инсистирам да одиме со листи. Мислам дека што повеќе кандидати има во советничките листи, толку подобро и за граѓанинот да има повеќе избор. Тоа е веќе дефинитивен став, ние одиме со листи за градоначалници, повторно сме отворени пред се со Влен да зборуваме. Ние сме дел од Влен се уште, за сите вратите се отворени, така да кој сака нека повели е добро дојде. Ваквиот епилог следи по бројните превирања во вреди изминатиот период, откако Таравари пред неколку недели за прв пат јавно проговори дека има несогласувања во коалицијата и упати критики за начинот на кој Влен функционира во владата, оценувајќи го со многу недостатоци. Пред неколку денови лидерската четворка имаше обидна средба да ги испеглаат разликите, но очигледно безуспешно.
Можно ли е решение меѓу Скопје и Софија во кое би се деблокирал пристапниот процес на земјава во Европската Унија? Еврокомесарката Марта Кос е оптимист, но од друга страна вели, нема гаранции дека поуставните измени не би имало пречки на европскиот пат на земјава. Андријана Лазова Божиновска со деталите на оваа тема. Фрустрациите се разбирливи, но никој не може да ја даде гаранции на Македонија дека по уставни измени нема да следат нови блокади поради билатерални прашања. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на брифинг за европските новински агенции во Брисел. За сега остава само простор за надеж дека наскоро ќе се најде решение, зашто уверува дека лично се залага. Како доказ за тоа вели се средби со бугарски политичари денеска, а потоа најавува дека ќе оствари контакти со политичарите од Македонија. Сваќаме, и тоа е многу човечки и разбирливо, што вашата земја сака да има гаранции по се она што го помина. Гаранции не може да има, но она што го очекувам од сите земји членки кога има билатерални прашања е разговорите да се водат со добра волја и со визија да се дојде до компромис. Најдобро би било билатералните прашања да не се мешаат во пристапниот процес. По овој став на еврокомесарката се огласи од македонското МНР, откаде повторија дека остануваат на ставот дека мора да се најде начини да се обезбедат гаранции. Вела дека министерот Муцунски кој викендот во Луксембург се сретна и со Кос, постојано потенцира дека процесот за проширување мора да се води по систем на заслуги. Ја нагласуваме неопходноста ЕУ да обезбеди институционални гаранции дека билатералните прашања нема да бидат инструментализирани за блокирање на пристапниот процес. Само на тој начин може да се обезбеди транспарентен и предвидлив процес на интеграција, кој ќе ја зачува довербата на граѓаните во Унијата и европската перспектива на нашата држава, велат од МНР. Марко Трошановски од Институтот за демократија оценува дека Унијата има опција да направи притисок врз Бугарија, на тој начин што ќе постави европски објективни критериуми во билатералните преговори, по пример на други меѓудржавни спорови. Сепак смета дека блокади во иднина се очекувани, бидејќи како држава имаме преземени обврски со преговарачката рамка. Обврските кои што ние тотално антидржавно ги прифативме во протоколот, се тие што веднаш на следниот чекор ќе блокираат повторно Македонија откако ќе би ги направила потенцијално уставните измени. Така што треба да сме свесни како општество за тоа. За сега останува она фазно проширување членство во одредени европски институции. Тоа е патеката која што би требало да ја одиме за жал. Но што да правиме кога имаме такви соседи? За германско-словеничката иницијатива со која се предвидува промена во методологијата, наместо со консензус одлуките да се носат со квалификувано мнозинство. Трошановски оценува дека шансите се премногу мали. Според информациите кои ги потврди и еврокомесарката, поддршка за оваа идеја најавиле само половина од земјите членки на Унијата. Во наредните денови ќе објавиме една исклучително позитивна вест, изјави министерот Муцунски, кој како дел од владината делегација предводена од премиерот Мицкоски продолжува работната посета на Обединетите Арапски Емирати. Денеска изјави Муцунски биле остварени повеќе средби со представници на стопански комори, инвестициски фондови, како и поединечни средби со представници на големи корпорации, кои покажале интерес за потенцијални инвестиции во Македонија. Денес остваривме повеќе средби со представници на стопанските комори, инвестициски фондови, поединечни представници на големи корпорации кои што имаат интерес за потенцијални инвестиции во државата. Зборувавме за инфраструктурни инвестиции, инвестиции во областа на туризмот, но и инвестиции кои што можат да донесат многу плод за нашите инвестициски зони. Која е нашата цел? Повеќе работни места, но и подобро платени работни места во државата. Можам да најавам дека во следните денови ќе објавиме една исклучителна позитивна вест, која што ќе значи многу за секој наш граѓанин, за економијата, за трговијата и за туризмот. Тоа што сум сигурен е дека оваа посета носи многу конкретни бенефити за сите наши граѓани. Министерот за здравство Таравари очекува стручната комисија да ја преиспита целата постапка околу лекувањето на 57-годишниот пациент кој почина на клиниката за кардиохирургија. Ке се истражуваат сомнежите за ангиграфската сала, како и недостигот на стентови. Повеќе од прилогот на Миријана Мирчевска-Јовановиќ.
Министерот за здравство Арбен Таравари ќе чека оформената стручна комисија за да ја испита целата постапка на лекување на 57 годишниот Тони Ангеловски, кој почина на клиниката за кардиохирургија. Комисијата треба да ги испита сомнежите за нефункционалната ангиографска сала и недостатокот на стентови. И во извештајот на ДСЗ како недостаток е ставена нефункционалната сала. Она што го одложило процесот на отварање на салата е што фирмата која го донела апаратот проценила дека подот треба да се зајакне за да не се урне. Таму е одлучено пациентот конзервативно да се третира. Што се случило и зошто настапил екзитус летарис кај пациентот, за жал семејството не знам зошто не дозволило да се направи обдукција. Кога ние набавуваме апарати, бараме од клиниките, да ни кажат што бараат. Необично, секогаш. И тие ни дале ваков апарат треба, кој што е и КТ и ангиограф, и вистина е тоа дека тие побарале уште да се стават, да биде посигурно. На прашањето дали има и дали се почитувани протоколите помеѓу државната кардиохирургија и приватната болница во делот на препраќање на пациенти на товар на ФЗО, првиот човек на фондот Клековски одговори дека двете приватни болници имаат буџет за 2025 година за вршење на итни и тешки кардиоваскуларни операции. Не може да бидат потрошени во април месец, така да ако воопшто има таков одговор од било кого, тоа не е точно. Меѓутоа, во устната комуникација во Жамите негира дека имале таков пациент. Они добиле само CD со снимки од пациент и нивното тврдење, устно тврдење, е дека да биде донесен пациентот. Сите одговорно тврдат дека пациент во животна задолжувачка ситуација нема да биде одбен и вратен. Како голем недостаток во целата постапка во утврдување на лекарска одговорност е што врз пациентот не била направена обдукција на барање на семејството. Денешното рочиште за убиствата на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски се одложи поради отсуство на Јовица Страшевски, адвокат на обвинетиот Љупчо Палевски Палчо. До кривичниот суд била доставена документација од Страшевски во која се навидува дека тој не може да присуствува поради здравствен проблем, кој вчера му бил диагностициран. Судијата Ивица Стефановски рече дека ова е прво одлагање и дека судот ќе има разбирање, но нема да дозволи да се повтори. Доколку се случи уште еднаш вакво нешто, ќе поставам бранител по службена должност, рече судијата Стефановски. Тој закажа две нови рочишта на кои е предвидено да продолжи вкрстеното испрашување на Палевски на прашање на обвинителството и на останатите обвинети. Според досегашната динамика на судењата, расправите требаше да завршат до крајот на мај, а веќе во јуни да може да се донесе пресуда. Адвокатот на обвинетиот Боре Видевски пак денеска побара реконструкција на убиствата на Вања и Панче. По досега се кажаното, неминовна е потребата од реконструкција на настанот и неминовно е настанот да се врати во истрага од неколку причини. Првично, мора да се врати затоа што се почесто се споменуваат и други лица кои што не се ниту обвинети, ниту се учесници, ниту се на обвинителна купа, ниту се аво исказите на обвинетите се спомнуваат. Второ, постојат неколку снимки кои што обвинителство од не знам какви причини не ги даде да ги гледаме. Трговците во малопродажба од 18 април ќе треба да ги објават јавно цените на сите производи. Министерот за економија Дурмиши вели дека досега ниту еден од трговците не се пожалил на новиот правилник. За непочитување на новите правила ќе следуваат казни до 10.000 денари. Дали овој потек ќе спречи наменско покачување на цените во пресрет на великденските празници? Елизабета Дамјановска Спасеновска со деталите. Почнувајќи од задутре, сите поголеми маркети, аптеки, салони за бела техника, мебел и пекари, како и објекти за продажба на градежни материјали, ќе мораат да ја почитуваат законската обврска за објавување на цените на производите. Министерот за економија Бисер Дурмиши напомена дека трговците треба да ги ажурираат цените на стоките на дневна основа, односно секој работен ден до 10 часот. Во случај на ненамерна техничка грешка во ажурирањето на цените на стоките, трговецот треба
да ја коригира грешката во рок од 24 часа. Во случај на непочитување на законската обврска, ќе следуваат казни и до 10.000 евра. Од оваа обврска исклучени се само микротрговците, односно оние кои вработуваат до 10 лица. Граѓаните сега ќе може да одберат каде ќе ги трошат нивните пари, бидејќи самите ќе може да видат и да споредат во кој маркет има најниска цена. Нашите очекувања се дека со ова мерка во наредниот период дополнително ќе има намалување на цените. До сега не е стигнато некоја информација докај нас дека трговците не се спремни за да го имплементираат овој правилник. Од друга страна, граѓаните кои денеска ги сретнавме низ зелените пазари, велат дека не забележале поголема промена на цените во пресрет на великденските празници. Пазарџиите пак се жалат, велат пазарот никогаш не бил толку празен. Ги повикуваат надлежните да ги регулираат цените при увозот на производите, како и на пазарите за трговија на големо. На што најмногу забележувате разлика во цените? Па на основните производи што треба да ги користи секоја фамилија, секој човек. Млеко, јогурт, леб, што е да месо, месото. Повисоки или пониски? Повисоки. Нема пониски, само повисоки. Не сум приметила промена. Нема некоја драстична промена. Народот сакам не ќе мора да купува за да се помине ти празниците. Па не знам, у касапница баји. Поскапено или поевтино? Скапено. Јајцата се иста цена. Не ме интересира, него гледам да земам нешто, ако е убаво и ако ми се допаѓа спрема джеп. Значи, не ги пратам баш на цените. Па на некои производи да, меѓутоа на некои си стојат како што се. Владата на предлог на Министерството за економија и труд на почетокот на годината донесе одлука за ограничување на бруто профитната маржа на 102 групи на основни прехранбени производи, како и одлука за утврдување на највисоки цени на 8 групи на основни прехранбени производи. Овие одлуки стапија на сила на 20 февруари и ќе важат до 30 април 2025 година. Граѓаните, судејќи според поднесените представки, најмногу дискриминација пријавуваат во делот на работните односи, а што е уште позагрижувачки, 80% од дискриминаторите се државните институции. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека причината за дискриминацијата е системска и системски треба да се пристапи кон незиното искоренување. Работните односи и етничката припадност се најчестите причини на дискриминација, покажува извештајот на антидискриминаторската комисија за минатата година. Во него се наведува дека во најголемиот дел од пријавите, или речиси 80% како дискриминатори се посочени државните институции, органите на управата и општините. Сепак според податоците во 2024 година имало 405 представки до комисијата, што е за 20% помалку од претходната година. Во однос на областите, работата и работните односи е најчеста област во која што се пријавува дискриминација. Имаме исклучително зголемен број на представки кои што се однесуваат во областа на членувањето во синдикатот и синдикалното организирање. За разлика од 2023 кога медиумите и јавното информирање ни беа најголема област, сега ни се наоѓаат на трето место. Имаме зголемување на поднесените представки врз основа национална и етничка припадност, значи дискриминација врз оваа основа. Се уште високо котираат другото уверување или друга основа и личен и општествен статус. Во рамките на постапувањето гледаме дека позади ваквите основи стои политичкото уверување. На настанот на кој беше презентиран годишниот извештај, обраќање имаше и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која податоците ги оцени како загрижувачки, особено бидејќи како што кажа има висок степен на дискриминација и кај работните односи, но и во образованието. Јавниот сектор, како што кажа таа, се однесува како приватен, а ситуацијата треба да биде обратна. Најголем број на дискриминација произлегува од извештајот дека има во сферата на работните односи и во јавниот сектор. Да, така изгледа, но јас мислам дека во приватниот сектор е скриен, невидлив и сигурно уште поголем. Тоа е за мене загрижувачко и второто дека во образованието исто така високо, значи се постои. Во извештајот се наведува и дека бројот на мажи и жени кои поднесуваат представки до комисијата е речиси идентичен, а бројката на луѓе кои лично се обраќаат до комисијата се зголемува. Комисијата инаку според извештајот минатата година донела 316 одлуки по представките, од кои повеќе од половината или 52% биле отфрлени, најмногу поради неуредност на поднесоците. Ги завршуваме вестите, останете со Канал 5, проследете го најновото издание на Самовистина. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!